Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Дали се уште се сеќаваш на големата потрага по Илија, за која ти кажав неодамна? Неговото исчезнување остана загадка. Елисеј, ти беше негов најдобар пријател. Знаеш ли каде е Илија? Да, знам. Изгледаш како да си среќен. Многу сум љубопитна. Точно се сеќавам како Илија ја совлече на метката пред да замине. Јас решив да одам со него. Тој не сакаше да отидам, но не дозволив да ме разубеди. По патот сретнавме некои пророци кои напраша: дали знаеш дека ова е последен ден кога Илија ќе биде со тебе? Беше ли тажен кога го слушна тоа? Јас веќе го знаев тоа и им реков дека треба само да бидат тивки. Отидовме понатаму кон исток. Кога стигнавме до Јордан, никаде не видовме мост. Тогаш Илија ја зеде неговата наметка, ја свитка и удри по водата. Замисли, реката се подели на средина и поминавме по сува земја. Дали тоа е вистина? Да, јас бев таму. Вчудовиден сум од Божјата величина и мок и дека тој прави такви чуда преку слаби луѓе. Како што одевме заедно, зборувавме за Бог. И тогаш се случи нешто моќно. Од небото слезе огнена кочија со огнени коњи. Зачуден гледав како Илија се вози во таа кочија кон невидливото небо на Бог и викав по него, но потоа не го видов повеќе. Бог го зеде Илија на небото на овој славен начин. И затоа никој никогаш не можеше да го најде. Ти благодарам, Елисеј, што одговори на нашите прашања. Загадката е решена. Нормално, смртта е крај на нашиот живот тука. Но за нас не е толку важно како и кога ќе заврши нашиот живот, туку каде ќе бидеме по нашата смрт. Илија е со Бог, затоа што тој живееше со Бог. Во Библијата се кажува тоа на друго место како ова: кој го има Синот Божји, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божји, го нема тој живот. Во следната драма ќе ви кажам како Петар го почна својот живот со Исус. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!